Оваа бустер доза секако ќе го засили имунитетот на оние кои веќе имаат создадено имунитет и реално нема да ни помогне популацијски, нема да ни помогне побрзо да излеземе од епидемијата, бидејќи повторно оние што не се вакцинирале, третата доза не им значи ништо. На овие кои ќе ја примат третата доза, им значи нови најмалку 6 месеци, можеби 9 месеци и веројатно мир до крајот на пандемијата. Значи третата доза се базира на многу јасни докази, многу јасни истражувања дека помага во засилување на имунитетот после 6 месеци кога е видено дека имунитетот стекнат и со природно прележување на инфекцијата и со вакцинација опаѓа. Така да оние кои ќе ја примат секако си добиваат нов мир. Кај деца ние знаеме дека болеста реално не е некаков предизвик, не е некаков ризик, бидејќи децата се справуваат добро. Зошто тогаш да ги вакцинираме? Затоа што се важни во епидемиолошки смисол, во популацијски смисол, бидејќи ако имаме еден, не мора да се деца, може да биде една изолирана популација што не прифаќа вакцинација. Цај да не одиме и на во светски рамки, но за да функционира вакцинацијата и за да стигнеме до висок процент на имунизација, мора таа да оди паралелно. Ако имаме еден дел од населението неимунизиран, тоа е гето, джеб, простор за вирусот тука да се циркулира. Во меѓувреме поминува имунитетот створен од вакцинација или од прележана болест, па овој вирус што тука си циркулирал неколку месеци, може повторно да се врати на овие со веќе ослабен имунитет и да имаме еден бескрајен круг. Од тој аспект е разумно да се размислува, јас не викам утре да излеземе сите да се... Кај нас е клучно прво да го покриеме населението ранливо. Докторе, како ја објаснувате високата смртност од COVID-19 во Македонија на неславната трета позиција? Па ни одговара на општеството, колку ни е општеството развиено и солидно, такво ни е и здравството, таква ни е и смртноста. Па добро, дека толку катастрофа на трето ниво по светот по сите параметри во општествени, толку сме неорганизиран систем? Сигурно не зависи само од докторите, не зависи нити само од министерот, зависи од целокупниот систем. А системот навистина не ни е добро организиран. И тоа со години наназад се влечи, така да треба малку да сериозно да се зафатиме.